Политичката гола битка е на политичарите и ја оставаме таму. Немаме намера да се пресметуваме со нив, но работничката борба за зголемување на работничките плати и чиста работничка борба и секој кој се обидува да ја исполитизира ќе најде на отпор. Треба да се зголемат платите согласно профитот на газдите. Газдите кај нас земаат енормни плати. И подаваме рака на владата таа да заедно со Сојузот на синдикатите на Македонија одлучи да се зголеми минималната плата онолку колку што бараат работниците, а на тоа работодавачите да си ги плаќаат придонеста за задолжително социјално осигурување на таков начин. Македонските владеачи, тие секогаш се ориентираат на страната на посилниот. Значи секогаш. Тука не важи било каков морал, било каков принцип. Ова цврсто газење на американската дипломатија, мислам дека нема да застане тука, дека тој договор за минерали ќе биде потпишан. Дали е на сцена нов светски поредок САД, Русија, Кина, со исклучена Европа? Мислам дека Европа не може да се занемри во толкова мера да нема никаков глас во тој светски поредок. Во Македонија во моментот имаме високо ниво на национализам кој е маскиран као патриотизам. Многу ефтино е некој националист да кажува за себе дека е патриот, а при тоа да мрази сопствени земјаци. Два настани веројатно ја одбележаа оваа работна недела. На глобално ниво, ЕУ самит за Украина, план за вооружување на Европа. Дали зборовите ќе се преточат во дела? На домашен план, минимална плата, лакмус тест за социјална правда и достоинствен живот. Ова издание на Тренинг гостин е професор доктор Здравко Сајовски од Институтот за општествени и хуманистички науки. Добре дојдете во емисијата, професоре. Добре, најдов, да. На почеток руско-украинскиот воен конфликт ги зоврива односите САД Европска унија. Трамп веќе воведе царини кон неколку земји. Гледате можност за сопирање на војниот конфликт во ваква констелација на заострени односи САД Европа и непопустливост на Русија кон Украина? Таа војна мораше да заврши во 2022, не требаше ниту да почне. Требаше да се вложат мировни напори за спречување на таа војна, а кога веќе почна, требаше веднаш да се притиснат двете страни да стават крај на таа војна. Она што се случи во реалноста е хушкашите на војната го доминираја дискурсот и беше секој обид за постигнување мир во таа војна осуден како русофилија. За поздравување се сите обиди за ставање крај на таа војна и добро е што конечно во минатата година, а и ова година, почна да се легитимира дискурсот за мир. Нешто што кажува колку е пореметена глобалната политика. Да зборувате за војни и да подпалувате војни, одеднаш испаѓа дека е мејнстрим, а да се зборува за мир, нешто што не доликува на вистински политичари. Професоре, кои се хушкачите и на кого му одговара овој конфликт? Оваа војна, за жал, историски гледано ќе има големи консеквенции, бидејќи таа војна се случува 5 години, тоа е 7 години после Парискиот договор за климата, каде што требаше целото човештво и неговите лидери да отпочнат промени во економијата и во начинот на живење и во начинот на водење на политика, кој ќе доведи, ќе ублажи барем климатската криза. Она што се беше искористена во украинската војна е секој за себе да си црпи дополнително фосилни горива и сето тоа да биде да го фрли во втор план секое делување во врска со главната екзистенцијална опасност на човештвото. Така што затоа ова војна мора да се надмине. Имаме случаи дури каде што партии на зелените ја распалуваја војната. Тоа беше во крајна линија распалувањето на војната се темелеше врз една предпоставка дека врз основа на санкциите кои ќе бидат удрени на Русија, Русија ќе биде исфрлена од првата лига на големи сили,
Она што се виде во реалноста е дека тој план не успеа и во контекст на тоа дека тој план не успеа, новата американска власт начело со Трамп реши да прекине со дополнителното заглавување, а не дека нешто посебно се мировно настроени. Хенри Кисинџер, да се биде непријател на САД е опасно, но да се биде пријател е катастрофално. Тоа е многу жално и за жал многу често се покажува дека е доста точно. И за жал, она што мене особено ми е жал за народот во Украина, значи може да го види тоа на сопствена кожа. Значи, нивната земја е уништена, многу луѓе го загубија животот, оние што не го загубија животот се осакатени или имаат загинато свој пријател, роднина, така што доста се траумите и слично. Значи, као и секоја војна, и затоа мора да се запри секоја војна и да не им се дозволи на центрите на моќ да ги хушкаат луѓето во војна. Она што исто така се покажа на терен во Украина е дека националистите од што ја сакаат сопствената земја, знаат да ја упропастат. И таа е една лекција врз украинскиот пример што и ние треба во наш контекст да ја примениме, да ја имаме на ум, бидејќи многу често се покажувало дека националистите знаат да и наштетат многу на сопствената земја, во сопствената убеденост дека работат на нејзината величина. Трамп не ја поддржува Русија. Трамп игра империјална игра во која се обидува да ја доведе Русија на своја страна во судирот со Кина. Оттаму е привидно дека Трамп ја поддржувал Русија. Ова е ваша неодамнешна констатација. Не се работи за русофилија. Значи, еден лик као Трамп, кој е националист и ултранационалист, тој пред се гледа за она што е добро за Америка, односно за американската владеачка класа, за народот не му е гајле. И сега од таа гледна точка некој што е националист, многу чудно е да се зборува за било каква филија, дали еврофилија или русофилија. Значи, во таа шаховска игра која милува да ја играт глобалните центри на моќ, визијата на Америка е дека, според Трамп, е дека главен соперник им е Кина и дека е добро во спротивставувањето на Кина да ја повлече на своја страна Русија. Значи се работи за тоа. Тоа го викаат обратен Кисинџер. Ете, го спомниме повторно Кисинџер. Во смисла, Америка, Никсон, 73 година, ја посети Кина, комунистичка Кина, за да се сојузи со незе против во тој момент втората велесила Советскиот сојуз. Така што ова воопшто не е нешто ново или чудно за американската геополитика. Гнасна е до коска, али таква е. Какви би биле последиците врз Македонија од економска, политичка, геостратешка гледна точка поради застанувањето на страната на американската резолуција? Значи, Македонија, ние имаме некое убедување, широко убедување во Македонија дека нас ништо не тангира, премногу мали сме и ништо не засега. И не може да е засега. Тоа не е точно. Македонската економија е многу поинтегрирана денес отколку што беше порано и турбуленциите во светската економија ќе не зафатат и нас. Втора работа, она што досега беше непроблематично, а се биде на страната и на Европска Унија и на Америка, одеднаш се повеќе со продлабочувањето на ова јас се покажува дека мора да се избере страна, а ако се избере страна може да се навлече револтот на другата страна. Така што Македонија, мислам типично за нашите владеачки, за нашата владеачка класа,
одбра да биде на страна на посилниот, а во дадениот судир на американската и европската владеачка класа е тоа американската страна и одбира американската страна, но тоа нема баш поволно да се одрази врз Македонија во геостратешките игри, баш бидејќи сме слаба земја. Кои се можните мотиви за овие потези на владата? Колку тоа се прави поради очекување дека со посилната американска поддршка навистина може да се постигнат некакви надворешно политички цели, како на пример Вашингтон да помогне во релаксирање на односите со Бугарија, да речеме? Знаете, многу чудно, мислам во принцип многу лесно може да се прочитат македонските владеачи. Тие секогаш се ориентираат на страната на посилниот. Значи секогаш. Тука не важи било каков морал, било каков принцип. Сакаме да зборуваме дека во текот на народната ослободителна борба ние застававме на страната на правдата против фашизмот што ја згази во тој момент Европа. Ма тоа само во приказките. Во реалноста ние се ориентираме онаму кај што е мокита. Тоа, значи, на таков начин нашата власт реагира. Тоа дека Трамп ќе се смилува и ќе ни помогнел во врска со нашите судири, ние сме премали за неговата генерална слика. И втора работа, тоа е непредвидлив. Во крајна линија може и тоа да се случи, ама непредвидлив е. Може да се случи и обратното. Никој не може во однос на Трамп да гарантира ова ќе се случи или она ќе се случи. Тој може да ја смени политиката за еден момент, буквално. И има големи изненадувања веќе во таа насока. Де има тарифи, де нема тарифи. Али тука јас само ќе предупредам дека особено бидејќи го милуваат Трамп во нашите националистички кругови, во целата приказна околу Преспанскиот договор се заборава американскиот притисок за потпишување на тој договор со цел Македонија да стане членка на НАТО под доминација на Соединетите Американски држави. И се заборава кој бил американски председател во тој момент, за подсетување во 2018 година, тоест од 2016 до 2020 година, на чело на Америка беше Доналд Трамп. Професор Савевски, дали во Македонија се случува орбанизација во надворешната политика? Може во одредена мера да се смета дека е така. Во принцип тоа е некој европски тренд, каде што радикалната десница и конзервативната десница, која де факто е радикална, како Орбан, бидејќи Орбан не произлегува од некоја радикално десничарска партија, туку од мејнстрим конзервативна партија, као ВМРО-ДПМН. Значи, тие кругови се воодушевуваат од Европа, но од политиката на САД под Доналд Трамп, но забораваат дека фактички неговата одбивност кон Европа може да значи страдање на народите на Европа, така што малку во математиката радикалната десница во Европа ја има сгрешено математиката. Во домашната јавност како да се креира некакво осветништво кон Европа од аспект што со промената на власт се води една политика дека Европската унија има непринципиелни барања политики ко Македонија. Дали и ова во тој контекст? Да речеме, да, и може да се свати како до некаде да се разбере таа опиеност од Трамп поради фрустрацијата каква е европската политика, и европската политика е доста непринципиална. Фактички и сите тие приказки за европски вредности, исто како приказките за американските вредности, не држат. Например, војната, геноцидот во Газа е одличен лакмусов тест за искреноста во однос на политиката кон Украина на европските држави. Бидејќи не можете
да тврдите дека сте против агресија во еден случај, а во другиот случај каде што Израел ја нападна Палестина, ја нападна Либан, ја нападна Сирија, 3 земји изврши агресија и тука европските принципиелни политичари едноставно тоа го игнорираат, додека пак сметаат дека е многу страшно што Русија ја нападна Украина. Или ќе бидете против секоја агресија и ќе застаете со иста сила со која му се спротивставувате на Русија против Израел, или тоа веќе секој ќе го види како дволичност и нормално ќе биде фрустриран и незадоволен поради таквата политика. Така што ние имаме исто така доволно причини да бидеме незадоволни од европската политика и Европската унија треба добро да размисли околу својата непринципиелност, бидејќи пропагандата почнува да се ниша и е на климави нозе. Не ви се чини дека постојано вината ја бараме некаде надвор, а не погледнувајќи внатре? Вината може да биде и надвор и внатре, значи и тоа че во дадениот случај си е точно. Значи има вина Европска унија, мислам Европска унија си ги третира земјите од Источна Европа де факто како неоколонии и например некогаш се вознемируваат тие владетели ако некој подигне глас. Но исто така кажавте една многу важна работа што е рак рана кај нас во Македонија општо. Значи луѓето се стремат да ги барат виновниците за соседите проблеми кај другите, а да не гледаат самите како можат да придонесат за подобрување на ситуациите. Така што тука да, треба малку повеќе да се свртиме, не да гледаме какви се другите, туку и да видиме какви сме и самите ние. Дали национал-патриотизмот го користиме како немок да се справиме и да ги решаваме крупните прашања дома? Национализмот е, да, квази решение за вистинските проблеми и за жал во Македонија во моментот имаме високо ниво на национализам кој е маскиран као патриотизам и во принцип треба да се прави разлика помеѓу национализмот и патриотизмот, бидејќи патриотизмот, групата на припаѓање на еден патриот е сите жители во една земја. Групата на припаѓање на националистот е неговата етничка група. И сега, ако некој е патриот, тогаш албанците во Македонија му се земјаци и му се дел од неговата етничка група, така што многу ефтино е некој националист да кажува за себе дека е патриот, а при тоа да мрази собствени земјаци. Така што мора малку да се посветиме на таа борба против национализмот која почнува меѓу другото од преку разобличување на националистите со нивното лажење дека се патриоти. Карл Маркс во една ситуација напиша: "Нашата задача е безобзирна критика на се постоечко, без страв од судир со владеачките сили." Колку интелектуалците имаат доблест и храброст тоа да го направат? Дали се тие притаени во клиентелизмот? Одлично што го цитиравте Маркс и доста добро користи сето ова. Кај нас интелектуалците се однесуваат као политичари. Тоа значи дека бараат, го кажуваат она што знаат дека најдобро ќе биде слушно, ќе им обезбеди најголема поддршка помеѓу граѓаните. Но да се биде интелектуалец значи некогаш да се кажуваат и работи кои не се сакаат да се слушнат. Тоа е да бидеш интелектуалец, бидејќи не треба да се трча по популарност као политичарите, туку треба да се кажуваат, да се вистината да биде во фокус и да се има храброст да се каже вистината, дури која е таа непријатна. Кога се кажуваат непријатни вистини, никој не сака да ги слушне и може да се создаде отпор кон интелектуалецот, но затоа тука е таа интелектуална храброст која за жал во Македонија ни недостига. Веројатно интелектуалците или дел од научната фела свесно молчи, премолчува,
за да не се замери или да не биде ставена во еден, во друг или во трет кош. Точно, значи никој судир со центри на моќ никогаш не е сјајна работа. Може да настрадите, но има нешто што се вика интелектуален и морален интегритет на човек кој сака да биде сметан како интелектуалец. Не може интелектуалецот да молче пред моќта. Мора да ја каже вистината на моќта, као што гласи насловот на една книга од една американска активистка Анджела Дейвис. Професор доктор Здравко Савевски од Институтот за општествени и хуманистички науки. На крајот, малце економија, минималната плата расте еднаш годишно, просечната постојано тука се прави голема разлика, смета екс-министерот за финансии Никола Поповски. Како да се намали социоекономскиот јас? Значи, во еден момент минималната плата во 2022 година стигна до 60% од просечната плата и веднаш потоа почна да тоне. И сега точно не знам, ама е отприлика 52% од просечната плата. Значи, мора да се врати на ниво на 60% од просечната плата, патем има европска политика која стапи на сила во ноември минатата година, каде што се кажува дека земјите членки, ние сакаме да се интегрираме таму, треба да извојува, висината на минималната плата треба да биде 60% од минимум 60% од просечната. Така што ние треба да работиме во однос на тоа. И сега тоа што кај нас просечната плата фактички расте, бидејќи голем број капиталисти земаат енормни плати, па поради нивните износи расти просечната плата, тоа е друго прашање и тоа е важно прашање и треба Заводот за статистика во крајна линија да пресметува и објавува средна плата, а ние не ја знаеме средната плата и притоа имаме цело население кај што мисли дека просечната плата е средна плата, тоест дека средна плата е точката кај што земаат 50% под, 50% над. Просечна плата е ги сумирате сите плати и ги делите на бројот на приматели на плати. Така што различно е просечна и средна плата, а кај нас просечна плата земаат над просечната плата земаат само околу 15 до 20% од примателите на плата, вклучително и газдите, додека сите останати 80% се под тоа ниво. Професор Савевски, сиромашни сме или сме неработници? Некој ќе рече да, се согласувам, треба да се зголемат платите, меѓутоа согласно продуктивноста на работникот. Треба да се зголемат платите согласно профитот на газдите. Газдите кај нас земаат енормни плати. УЈП едно време објавуваше списоци на податоци за највисоките плати во Македонија со шокантни бројки кои едноставно се незамисливи за нормален човек во Македонија. И сега во таква ситуација, или например пред некоја година имаше податок дека еден газда на текстилна фабрика зема колку повеќе плата од колку 550 негови работници. Такви енормни класни разлики во Македонија се недозволиви и никогаш таа приказка за продуктивноста на трудот не може да помине ако при тоа газдата на фирмата за себе си одделува огромен дел од колачот. Сиромашнија имаме вишок на станови. Околу 30 и 40 илјади станови купени, а седат празни. Расте, например, цената на квадратурата на становите, а сите велиме нема пари. Гледайте, тоа дека ние сме сиромашни, тоа е една, да речеме, малку привид, треба да се каже, бидејќи навистина кај нас имаме луѓе кои се навистина сиромашни и едва и врзуваат крај со крај. Но тоа не е мнозинството од населението, вклучително и добар дел од работничката класа. Јас ќе потсетам дека Македонија пред 15 години, едно 20 до 25 години од независноста, ние мачевме со огромна невработеност.
Сега тоа не е така. Сега имаме недостиг од работна сила. Сега имаме спротивен проблем. Така што да речеме, она ветување на капитализмот дека ќе донел благосостојба, му требаше на капитализмот во Македонија едно 25 години да испорача. Значи, од 90-та година беа тие приказни, ние до некаде 2015 година мачевне да имаме некој пристоен живот. Но она што треба да бидат свесни нашите граѓани е дека оваа поволност која е во овој момент не може долго да трае. Ние ја добивме поради огромниот одлив на работна сила, поради кој се реши проблемот со невработеоста и поради кој газдите мораат да извојуваат повеќе пари за плата бидејќи ќе му избегат работниците. Но и ова можеби да по некоја година се смета за време кога Господ одеше по земја. Но го има незадоволството и јас го разбирам тоа незадоволство. Значи, видете во капитализмот колку катастрофален систем е. Дури во неговото најдобро светло создава незадоволство кај луѓето. Значи, бидејќи капитализам може да значи невработеност, сиромаштија, глад. Тоа го немаме. Ние го имаме во овој момент најдоброто од капитализмот. Полна вработеност, ниска инфлација, но не се луѓето задоволни. И сега, ако некој систем не може да испорача на своето најдобро квалитет, задоволство кај луѓето, тоа што кажува колку тој систем е катастрофа. Благодарам за гостувањето во Тренинг. Ми беше задоволство. Здравко Савевски, професор, доктор од Институтот за општествени и хуманистички науки, а еве што ќе гледате во продолжение на ово издание на ТВ магазинот Тренинг. Се обидуваат и во моментот да направат упади во синдикалното движење, нешто што е недозволиво. Политичка партија да излегува да го напаѓа најголемиот синдикат во Македонија, нешто што е недозволиво. Кој го прави упадот во синдикатот? Со политичка наредба, и тоа се пресликува на локално ниво,